Им рече Груевски на неговите пред 2 дена дека нашата битка, битката на Сојузот за едината, тука некаде завршува. Па еве денешната слика, денешната енергија од Куманово, нека каже дека не само што не завршува, нашата битка допрва започнува и неговиот крај започнува. Готов е Груевски. Тоа е желбата на македонците. Готов е. Но не сакам да држам говор за аплаузи. Не е време за аплаузи. Време е за една решителна акција. Акција од која што нема враќање. Акција која што мора да заврши со победа. Или ке победат тие, или ке победи Македонија. Нема назад. Почитувани пријатели, ги живееме најтешките, најцрните денови на македонската демократија. Пред нас се случува реализацијата на еден проект на Груевски, наречен формирање на еднопартиска држава, еднопартиски систем. Започнува со отстранување на новинари, потоа со отстранување на опозиционите пратеници на 24 декември и проектот завршува на 24 март со отстранување на опозицијата од локалните избори. Тоа е режим, тоа е диктатор и тоа треба јасно да се кажува. Меѓутоа, треба да пратиме јасна порака дека не само што нема да не отфрли од овој систем, туку на крај ќе го отфрлиме ние, него тоа премиерско место и оваа власт мора да си замине. Треба секој премиер што ќе се дрзне да нареди специјалци да вледат и да останат пратеници, дека во тој момент всушност повикал на предвремени парламентарни избори и дека тоа е барањето не нашиот Сојузот за едината, туку барањето на македонските граѓани. Тоа е она што мора да го пратиме како порака. Понатаму, погледнете го освен ова политичко пропаѓање, погледнете го економското пропаѓање на Република Македонија. Никогаш Македонија не била толку сиромашна. Вети Груевски преробба на македонската економија, меѓутоа 14 месеци поред имаме пад на индустријското производство. Наместо раст на македонската економија имаме рецесија во Република Македонија. 50% опад на куповната моќ на македонските граѓани. И на крај, погледнете го ова пропаѓање на достоинството. Ниту јас, ниту членовите на раководството на Сојузот за едината, никогаш политичките поени не сме ги барале во меѓуетничката ситуација, во меѓуетничката политика во Република Македонија. Меѓутоа овој што се представуваше како патриот, кој што сега е цврст, кој што се прави мокен пред македонската опозиција, погледнете колку е немокен пред коалицијскиот партнер Али Ахмети. Тој што ни кажа дека ќе го чува македонското достоинство, погледнете што направи. Не само што не го отстрани оној министер што се поклони на припадниците на она, туку денеска тој министер е вице-премиер за европски интеграции. А оној пратеник кој што молчеше и го блокираше носењето на законот за бранителите, денеска е прв човек на македонската армија. И не сакам и не треба ова да се премолчи. Тој што се правеше голем патриот, денеска пред Али Ахмети сами остана Прометеј, но оној Прометеј без гаки. Таков премиер не ни треба. Почитувани пријатели, сакам денеска да порачам нешто многу јасно и да позборувам отворено за оние средби кои што ги имав не јас само како председател на ЛДП, туку и другите од оваа коалиција, за оние непристојни предлози да не купат, да не подкупат, да не разединат. Сакам да им кажам цврсто и јасно, образот нема цена, не може да не купат, заедно сме и ќе одиме до крај, до конечната победа. Ние не се предаваме. И ве молам, немојте да ја затворате вратата на оние кои што сакат да си заминат. Да ја оставиме отворена вратата
кој сака си замине, кој не е со нас, нека оди кај нив, нека оди во една лажна опозиција на Груевски. Тие што ќе останат, а еве колку сме, тие сме внатре одлучни, затоа што не чека одлучната битка. Мора да знаеме кој сме, мора да сме заедно, затоа што не чека одлучната битка во Република Македонија до конечна победа. Затоа мораме од овде да ја пратиме јасната порака, дека нема назад и да кажеме на сите, главата горе, ќе успееме до крај, одиме на конечна победа и нема враќање назад. Почитувани пријатели, има нешто многу побитно од нашите лични кариери, од нашите лични интереси, од партии во оваа коалиција. Тоа се вика Република Македонија. Затоа мораме докрај да издржиме. И затоа има нешто многу побитно од овој сојуз. А тоа на големо позади македонското знаме, македонската држава. Затоа сакаме и свесни сме да направиме ако треба и жртва, меѓутоа да освоиме конечната победа. И сакам на крај на секој од вас лично да му се заблагодарам што учествува во оваа битка. Во оваа битка за конечна победа. Во вас, почитувани пријатели, не гледам само членови или симпатизери на политичките партии во овој сојуз, во Сојузот за иднината. Во вас гледам цврсти борци, одлучни борци, кои што ќе ја донесат победата. Во вас гледам победници на следните локални парламентарни избори. Да живее Република Македонија, да живее слободата и демократијата!